Благодарам, почитуван подпредседателе, почитувани колеги, почитувана јавност, почитуван колега Исмаили. И викате лажат овие од СДС, а? Сушат. Само може би требаше да ни кажете кој повеќе лаже. Актуелниот премиер или оној што учел политика во пазарот во Горни Милановац? За да знае јавноста. Кој повеќе? А дека лажат, знам дека лажат. Да ги пашете и нивното членство и тие знаат дека лажат. Велат, одите во Скопје, се разговара нешто со раководството и се вракате и сте пола-пола. Вика, знаеме дека лажат. Ама господине Хусни, знаете што? Вие не се изгоревте први. Прво владата беше Беса. За Беса овдека зборуваа дека им донела само 10.000 гласови, а имала многу пратеници. Беса тоа го сватија, излегоа. Преходно неколку месеци алијанса беа со нив во коалиција и они излегоа и на крај вие сте трети кои што констатирате дека вие од СДСМ лажат. Тоа е факт, дека лажат. И тој факт требаше да го знаете. И ние ви зборувавме дека вака ќе заврши целата оваа работа. Велите, почитуван колега, дека господинот Ковачевски сте го направиле премиер. И Артан Груби е тука, да знаете. Првиот вице-премиер задолжен за ништо во владата. И таман мислев дека ќе остане за ништо, неговата суета и комплекси препоставувам дека растат, па требаше да ги прашате колегите од Социјалдемократскиот сојуз, како е можно во владата да имате жив и здрав министер за транспорт и врски, а првиот вице-премиер задолжен за ништо да се слика дека тој ќе го почел коридорот 8 да го работи, след градежни активности и така натаму, и така натаму. Тоа може би е повеќе прашање за мнозинството, за нивната политичка партија си го разговарат, како е можно транспорт и врски да се маргинализира на сметка за овој првиот вице-премиер за ништо. Велите, сите за ЕУ внатре, против ЕУ надвор. Пак ќе повторам. Единствената европска опција во оваа држава е опозицијата. Власта е тендерашко криминална опција и тоа